Поради студот и ниските температури, деновиве има дефекти во водоводната мрежа и во потисните цевководи во Струмица, а потрошувачката на вода е енормно зголемена, информира јавното комунално предпријатие Комуналец од Струмица. Потрошувачката на вода последните денови, посебно кога се овие ниски температури, е енормно зголемена и е невообичаена дори за овој период од годината. Најверојатно тоа се должи на континуираното пуштање на некои чешми, да кажеме, кај граѓаните, кај што сметаат дека има опасност да дојде од замрзнување на дворешните линии. Меѓутоа, ние за сега, значи без проблем, ја обезбедуваме сета потребна количина на вода и сметаме дека нема опасност да дојде до некои рестрикции, воведување на рестрикции. Проблемот со кој се соочуваат граѓаните на Струмица, а и јавното комунално предпријатие е големиот број на замрзнати водоводни цевки и пукнати водомери. А сето тоа е резултат на многу ниските температури кои достигнаа до минус 15 степени Целзиусови. Само во Струмица има над 100 водомери кои пукнале поради овие причини, известува Тошев. Последниот период, овие денови, имаме голем број на пријавени дефекти, посебно на пукнати водомери, и тоа, да кажеме, преку 100. До сега имаме две екипи кои што континуирано, значи целодневно работат на санирање на овој проблем, и до сега имаме до денеска некаде 80% веќе имаме коригирано овие дефектни водомери. До утре некаде очекуваме дека 100% од сите пријавени дефектни водомери ќе бидат санирани кај корисниците од градското подрачје. Студеното време ќе продолжи и оваа недела. Утре времето ќе биде облачно со повремени снежни врнежи, само на пониските места на југоистокот врнежите ќе бидат од дожд и снег. Температурите ќе се движат од минимални минус 6 до максимални 5 степени. Во наредните денови нашето подрачје ќе биде под влијание на серија влажни воздушни бранови од Медитеранот, што ќе предизвика претежно облачно и релативно студено време со повремени врнежи од снег. Затоа од комуналното предпријатие Комуналец од Струмица апелираат до граѓаните да се исклучува водата во надворешните инсталации за да се заштитат цевките од замрзнување и пукање. Нормалниот проток на вода е доволно за да се заштитат внатрешните инсталации, информираат оттаму.